Добар ден на сите. Од денеска, 4 октомври, до 6 ноември е рокот за пријавување на годишниот конкурс за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2022 година. Рокот за пријавување е продолжен, бидејќи од оваа година за прв пат аплицирањето ќе се одвива преку електронски пат. Со тоа, ставаме крај на оние долгогодишни недостоинствени редици пред Министерството за култура, за што во оваа прилика и се извинувам. Електронската апликација е направена на што е можно поедноставен начин. Освен тоа, направивме и обуки во центрите за култура низ повеќе градови и во градот Скопје. Ви благодариме за интересот и за соработката, драги корисници. Ова е од взаемен интерес. Почитувани, со оваа апликација се забрзува целиот процес од пријавување до изготвување на решение. Да напоменам дека со затворањето и испраќањето на пријавата, секој корисник автоматски добива архивски број на неговата имейл адреса. Со тоа се избегнува метежот пред архивата на Министерството за култура, физичкото поднесување на документи и, што е многу важно, времето за евалуација на поднесените пријави се скратува за десетина илјади работни часови или во целиот процес се кратат 2 месеца поради досегашното рачно заведување на пријавите. За да ви ги доловам придобивките од електронската апликација, дозволете ми тоа да го направам низ бројки. На последниот конкурс имавме над 6000 пријави. Секоја поединечно рачно се заведуваше во архивата. Секоја од тие 6000 пријави рачно се проверуваше дали е комплетна. Потоа, секоја од тие 6000 пријави рачно се проверуваше дали соодветствува на поставените услови по дејности и секоја пријава рачно се внесуваше во компјутер. Така минуваа 60 на денови само за таа процедура. Сега тоа е минато и е направено во полза пред се на оние кои конкурираат. Значи, досегашното аплицирање е минато, а се што направивме со огромна и макотрпна работа го направивме во полза на културните работници кои што се пријавуваат на конкурсот. Она што е особено важно е дека електронската апликација ја елиминира можноста за злоупотреба, односно да се менуваат или додаваат документи откако пријавувањето е завршено. Со тоа го елиминираме и секој сомнеж за евентуално коруптивно однесување при овој процес. На веб страницата на Министерството за култура, покрај електронската апликација, се објавени и општите услови и условите за аплицирање во секоја дејност оделно. Обрнете им внимание, драги корисници, особено во делот кај условите, со колку проекти може да се конкурира по дејност. Ви обрнувам внимание и на тоа дека апликацијата временски не ве ограничува, во смисла дека на неа може да работите во повеќе наврати пред да ја испратите, а не да брзате од страв дека таа автоматски ќе се затвори. И бидејќи нашето второ име, според менталитетот, е во последен момент, сакам да ве информирам дека електронската апликација помина низ темелни и повеќе кратни тестирања за незината капацитетност и безбедност. Стручните лица уверуваат дека системот ќе издржи оваа наша карактерна особина. Но јас сепак би повикала да не се чека последниот час за аплицирање. Бидејќи, мислам дека тоа ни најсовршениот систем не би го издржал. На веб страницата на Министерството за култура од денеска е поставено и видео упатство за постапката на аплицирање и на македонски јазик и на албански јазик. За секоја дилема или проблем, покрај мейл адресите на лицата за контакт во секоја од дејностите во Министерството, секторите, достапни за објаснување,
ќе ви бидат вработени во Министерството и на телефон. Броевите се веќе објавени на веб страницата. Почитувани, пандемијата, за жал, не е ниту со едната нога на заминување. Ве молам тоа да го земете предвид и оваа година, кога ќе ги конципирате вашите проекти. Да повторам, електронската апликација за годишниот конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во културата е отворена од денеска во 11 часот. Ќе биде затворена на 6 ноември во 12 часот напладне. Уште еднаш ве замолувам да ни се обратите за секоја дилема, за секој проблем со кој ќе се соочите во процесот на аплицирање. Планираме да продолжиме со обуките во уште неколку градови, зашто навремено ќе ве информираме. Ако е потребно, некаде и ќе ги повториме обуките во текот на оваа недела. Исто така, уште еднаш апелирам да не го чекате последниот ден, последниот час за испраќање на електронската апликација. На неа работевме макотрпно и одговорно. Ве молам и вие да ја употребите одговорно. Тоа е од заеднички интерес. И на крајот, кога сме кај одговорното однесување, уште еден аргумент. Електронската апликација, освен што заштедува илјадници часови, заштедува и драгоцени 500.000 листови хартија. Ви благодарам. Ви благодарам, министерке. Сега го повикувам колегата од телевизија Телма, кој од режија ми најавија дека е приклучен. Повели Сотир. Добар ден, дали се слушаме? Да. Сакам да ја прашам министерката каков беше одзивот на апликантите, на потенцијалните апликанти на овие обуки кои поминаа, колку се тие според она што е покажано при тие обуки подготвени да аплицираат и рече министерката дека ако треба ќе има и дополнителни обуки. Дали се детектирани евентуални слабости, како ќе се надминат не од аспект на апликацијата, туку интересот и обученоста на потенцијалните апликанти. Благодарам на прашањето. Според нашите анализи, обуките одлично поминаа низ целата земја, во различните градови. На сите евентуални прашања, дилеми и така натаму, вработените во Министерството ги дале соодветните одговори. Но сепак, бидејќи сме одговорно Министерство, подготвено е, упатство во самата апликација, која што навистина е многу едноставно, но сепак, ова е прв пат. Во самиот процес на аплицирање си има упатство на македонски и на албански, дополнително има и видео упатство на македонски и на албански, за да им помогнеме. Буквално секој чекор е визуелно представен. Така што, верувам дека во голема мера корисниците нема да имаат никаков проблем. Ти благодарам, Сотир, ако тоа беше се. Во ред, со тоа ја завршуваме денешната пресконференција и уште еднаш ве покануваме сите корисници на буџетските средства од годишните конкурси на Министерството за култура да повелите да аплицирате оваа година. Конкурсот е отворен од денес до 6 ноември. Ви стоиме на располагање, како што рече министерката, лицата за контакт се набележани во конкурсот со мејл адреси и со телефони. Пријатно.